Македонија гори, жолта алертна фаза денеска на целата територија. Температури до 40 степен. Горештините нема да стивнат и во следните денови. Во текот на викендов живата во термометарот ќе се искачи и над 40 степен, а од утре одредени региони од земјата ќе влезат во портокаловата фаза на опасност од топлотни бранови. Висок ќе биде и UV индексот на зрачење. Подрачјето на нашата земја се наоѓа под влијание на сува и многу топла воздушна маса, што ќе предизвика период на претежно сончево, многу топло и сумно време. Температурите ќе бидат во покачување, па така денеска максималните температури се очекува во земјава да бидат во интервал од 33 до 40 степени, додека во Пелагонија околу 35 степен, а во Охридско-Престанскиот регион околу 34 степен. Температурите ќе бидат во покачување, како што кажа, во следните денови, па така веќе утре во Пелагонија околу 37 степен, а во Охридско-Престанскиот регион околу 35 степени. Со овие температури е дефинирана жолтата фаза од метеоалармот, додека утре во поголемиот дел од земјава ќе биде во портокалова фаза, меѓутоа само во Пелагонискиот регион ќе се задржат температури кои што ја дефинираат жолтата фаза од метеоалармот. Меѓутоа, како што кажав, најтопло се очекува да биде за време на викендот, кога во целата земја се очекува да биде портокалова фаза. Тропските горештини влијаат и на здравјето на граѓаните. По стотина граѓани дневно бараат лекарска помош. Најпогодени се хронично болните и теренските работници. Одитната медицинска служба информираат дека зголемен е и бројот на случаи со труење на храна. Лекарите со препораки да се избегнува излегување во периодот меѓу 11 и 17 часот, а доколку мора да излезат граѓаните да носат со себе шише вода и да носат светла облека за да се заштитат од штетните UV зраци. Природни материјали, светли бои да не привлекуваат многу топлина, шешири со поголем обод за да се заштитуваат од сонцето, исто така. Течност во себе секогаш да се има за разладување и рехидрирање. И топлотните големите температури често се јавува конфузност, збунетост, може вртоглавиците се многу чести исто така. Така да даваме совети да се заслонат во ладни простори, да пијат течности. Хроничните болни да се консултираат со матичните лекари за терапијата што ја примаат, бидејќи може да има индивидуални промени во терапијата. Топлотните бранови од почетокот на летово веќе зедоа една жртва. Пред околу еден месец 48 годишна жена од Скопје почина откако ѝ се слошило и паднала во несвест. Лекарите апелираат граѓаните сериозно да ги сватат препораките за да се заштитат од негативните последици врз здравјето.